Ти воспрослави ги ни со Твојата божествена сила и не оставај не нас, кои се надајваме на Тебе, дарувај му мир на Твојот свет, на црквите Твои, на свештениците на Христолюбивата војска и на сите Твои луѓе, зашто секој добро давање и секој совршен дар е од озгора, слегува од Тебе Отецот на светлините, и Тебе слава, благодарност и поклонение Ти вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во веки веков. Исполнение закона и пророков сам си Христе Боже наш, исполни се оченско смотрение, исполни радост и веселие сърце. Господне, благословено, Христос воскресе. Благословението Господово да дојде на вас со неговата благодат и човеколюбие, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Слава Ти, Христе Боже, надеж наша, слава Ти. Слава Ти, Сину и Святому Духу и Христе во веки веков. Амин. Помилуй, Господи, помилуй. Блаженнейши владико, святи благослови. Христос, нашиот вистински Бог, кој воскресна од мртвите, по молитвите на неговата пречиста мајка, по молитвите на светите славни и сефални апостоли, по молитвите на светите рамноапостоли, солунските браќа Кирил и Методи, и нивните свети ученици Климент и Наум, Охридските чудотворци, Сава Горазди ангелари, по молитвите на светите 15 ивриополски свештеномаченици, на свети Еразм Охридски, на светите Нектар и Агатангел Битолски, по молитвите на светите Иларион Мегленски, Никодим Тисмански, по молитвите на светите пустиножителни отци Гаврил Лесновски, Прохор Чински, Йоаким Осоговски, по молитвите на светиот Јован Рилски, по молитвите на светите новомаченици Ѓорѓи Кратовски, Злата Мегленска, Спасо Радовишки, светите Тројца Пречистански, 40 битолски новомаченици, по молитвите на светите великомаченици Пантелеймон и Мина, Георги Победоносец и Димитри Мироточеви, по молитвите на преподобната мајка Параскева Петка, по молитвите на светиот Јован, архиепископот Цариградски Златост, и по молитвите на светиот претече и крстител Господин Јован, и по молитвите на светиот свештеномаченик Симеон Персиски, и на светиот свештеномаченик Кипријан, чий спомен им празнуваме, и на сите свети, да не помилува и спаси, како благ и човеколюбец. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть да ги поздравам. Там камените меликои. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Нека му е вечен споменот на светиот свештеномаченик Кипријан. Амин. Добро. Току што заврши светата архиерејска литургија, сега свештенството верниците ќе се упатат на литија или вход околу манастирската црква. Но она што сакам да ве запрашам, отец Горане, кој е теолошкото толкување на чинот на мачеништвото во православието? Значи, мачеништвото во Светата православна црква е можеби, да го наречам така,
наједноставниот начин ние да го препознаеме светителот. Мачеништво, терминот или мартирија, како што е на старогрчки, има двојно значење. Значи и мачеништво, значи и сведоштво. Сведоштво за верата. Значи, оние кои што пострадале маченички за верата Христова, тие со самото тоа ја заслужиле својата светост. Навидом звучи едноставно, меѓутоа како што можевме да слушниме од неговото високо пресвештенство митрополитот Преспанско-Пелагонийски господин Петар во неговата беседа, Светиот Кипријан бил горен со огнот од свеќите црковните на Вели четврток и од здобиените повреди 2 дена на постела поминал и на денот на Воскресението Христово во 1780 година се упокоил. Сега она што би сакал да го споделам со нашите гледачи, со верниот народ, тоа е дека пишува во житието дека бил и украден и сребрен кипот со мошти од разбойниците кои што го мачеле Светиот Кипријан. Меѓутоа, на чудесен начин, тој кивот со светите мошти, кој во себе ги имал моштите од светиот Николај Мирликијскиот чудотворец и од светиот Јован Претеча, се враќа назад во манастирот. И најверојатно некаде во 19-тиот век се случува тоа при една од обновите на манастирот. Моштите на Светиот Кипријан се додадени во истиот тој кивот, кој што има двојно дно. И тоа може да се толкува како едно од чудата. И тоа е едно од чудата, и тоа е тој истиот кивот, значи вреден сребрен кивот на кој што одозгора е изобразен деизисот, односно Христос, и од едната страна е неговата пресвета мајка Богородица, од другата страна е светиот Јован Претеча. Тој истиот сребрен кивот беше пронајден пред 19 години, рековме, во урнатините од источниот конак. И еве сега што се викат тие свети мошти, на кои што биле видливи и се видливи и ден денес трагите од измачувањето на светиот маченик, сега се чудотворни, сега се мироточиви и сега и дарот на исцеление го носат со себе за оние кои што со вера им пристапуваат. Она што сега гледаме не е стандардна литија која што се изведува за празниците, туку еве сега гледаме како предводени од неговото блаженство, свештенослужителите се упатуваат кон местото на кое што ќе биде осветен камен темелник за возобновување на уште еден конак, за изградба на нов ќе биде комплетно, значи, конакот, кој што во себе ќе содржи, значи, кели за монаштвото, ќе содржи во себе и трапезарија, и во овој конак ќе биде во неговиот склоп изграден и параклис кој ќе биде посветен на светиот маченик Кипријан Слепченски. Чинот на осветувањето на камен темелникот, значи ќе го води неговото блаженство во сослужение со митрополитот Преспанско-Пелагонийски администратор Австралиско-Новозеландски господин Петар и со митрополитот Повардарски господин Агатангел и со другите свештено служители. Она што исто би сакал да го нагласам за мачеништвото во православната црква, значи мораме да правиме една дистинкција помеѓу мачеништво за верата и помеѓу оние, Боже прости ми, ќе ги наречам, безумни жртвувања на камикази, на некои слични, кои што во името на некое свое убедување се жртвуваат, а при тоа се трудат што повеќе луѓе да однесат во смрт. Значи не смее да дојде до поистоветување на мачеништвото за верата, на поистоветување да дојде со таквите случаи. Значи тоа е нешто сосема различно и доколку некој користи таква терминологија, мораме да нагласиме дека е погрешна. Сега и секогаш и во вечни векови. Христос воскресе из мертвих,
Смертию смерть поправ, и суштим во гробе живо дарова. Христос воскресна от мъртвите. Кръст не донесу. Живот Христос воскресе из мертвых, Мертвию смерть поправ, и суштим во гробе живота. Святи Боже, святи крепки, святи безсмъртни, помилуй не. Святи Боже, святи крепки, святи безсмъртни, помилуй не. Святи Боже, святи крепки, святи безсмъртни, помилуй не. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и секогаш и во веки веков. Амин. Пресвета Троица, помилуй не. Господи, очисти ги нашите грехови. Владико, прости ги нашите беззакония. Свети, посети ги. Изцели ги нашите слабости заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и секогаш и во веки веков. Амин. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небесата, така и на земјата. Хлебот наш насущен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што и ние им ги простуваме на нашите должници и не воведувај не во искушение, но избави не од лукавиот. Зашто Твое е царството и силата и славата на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Христос воскресна од мртвите со смртта, смртта ја победи на оние во гробовите живот им дарува. Христос воскресна од мртвите со смртта, смртта ја победи на оние во гробовите живот им дарува. Христос воскресна од мртвите со смртта, смртта ја победи на оние во гробовите живот им дарува. Боже, дојди ми на помош, побрзај Господи да ми помогнеш. Нека поцрвенеат и нека се засрамат оние што ја бараат душата моја. Нека се уплашат и засрамат оние кои ми посакуваат зло. Нека остапат и нека се посрамат оние што ми викаат така, така. Нека се зарадуваат и развеселаат со Тебе сите кои Те бараат и кои Те сакаат Тебе, Боже, и кои сакаат спасени од Тебе. И нека велат да се возвеличува Господ. Јас пак сум беден и сиромах, поможи ми, Боже. Ти си Господи, помошник мој, избавител мој, не се задоцнувај. Творче и создателе на се, Боже, делото на нашите разе, почнато во Твоја слава, со Твој благослов бргу да се изради и со Твојата сила скоро да се заврши, зашто Ти си единствен, всесилен човеколюбен. Отецот и Синот и Светиот Дух, и сега и секога и во веки веков. Амин. Застапништво на христијаните со кое нема да се посрамиме, неизменливо посредништво пред Твореца, не презирај ги молитвените гласови на грешниците, но побрзај како добра да ни бидеш на сите на помош, кои со вера Те повикуваме. Богородице, постојана заштитничке, побрзај и дојди на помош на оние кои Те почитуваат. Боже, Создателе, Вседржителе и Строителе на се, кој си ги створил небесата со мудрост и си ја поставил земјата на јаки основи, погледај на своите чеда кои намислиле со силата на Твојата моќ да подигнат
конак и да го изградате од темел, закрепи го и постави го на тврд камен, според Твојот божествен евангелски збор, та ни ветар, ни вода или нешто друго, да не може да го повреди, благоволи да се приведе до крај и оние кои што ќе живеат и престојуваат во него, ослободи ги од секаков непријателски напад, зашто Твоја е моќта и Твое царството и силата и славата на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Сега се втемелува овој конак во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. И ти за Петар еднаш. Овој камен во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Ајде повелбата. Микрофонот земи, да? Повелба. Во слава на светата едносушна, животворна и неразделна Троица, Отецот и Синот и Светиот Дух. Се положи камен темелник на конак со параклис Свети Кипријан Слепченски во село Слепче, Крушевско демихрисарско архирејско наместништво, со дарот на Светиот Дух, со благословот на архиепископот Охридски и македонски господин Стефан и на надлежниот митрополит Преспанско-Пелагониски администратор австралиско-новозеландски господин Петар. Осветувањето на камен темелникот го изврши неговото блаженство архиепископот Охридски и македонски господин Стефан во присуство на членовите на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Во летото Господово од раѓањето на Бог Словото 2017, месец април, ден 17:30, свети свештеноваченик Симеон Персиски и свети Кипријан Слепченски. Амин. Архиепископ Охридски и македонски. Повелбата ја прочита протоереј Ставрофор Никола Грамбозов. Отец Горан по 5 децении самостојност Македонската црква со право го носи епитетот дека еден од стожерите на македонското национално и духовно обстојување, еден од главните чувари на македонскиот национален идентитет, бранител на националното духовно и културно богатство. Во оваа година, кога го славиме овој 5-деценијски јубилеј, следуваат уште 2 канонизации. Значи, точно во ова јубилејна 50-та година од прогласувањето на автокефалноста, ќе имаме уште 2 бројувања во светите. Едната канонизација треба да биде сега во месец мај, на 28 мај во ова 2017 година, на епископот Велички, на Светиот Гаврил, со презиме Парнаџиев, кој што се упокои на 12 јануари 1990 година, чии што свети мошти почиваат во Лесновскиот манастир. Исто така, оваа година би требало да се изврши канонизацијата на архимандритот игуменот Јагники Ракотински, кој што се упокоил 1940 година. Еве, значи, со полагањето на повелбата завршува чинот на осветување на камен темелникот. И оно што можеме да кажеме за овие двајца, дали да ги речам идни светители, за нив народот веќе знае дека се свети и ги почитува. Можеме да кажеме дека нивниот култ веќе е проширен и во соседните држави, и во соседните помесни цркви. Епископот Гаврил добро познат е уште од своите светогорски денови
и на припадниците на грчката црква, исто така и на бугарската и на српската црква. Почита што ја имаат кон светиот Јоаники Ракотински, веќе дознаваме дека бидејќи поседуваат во манастирот во Бер, денешна Верија, во манастирот Свети Јован, дел од неговите свети мошти, веќе имаат објавено припадниците на Грчката православна црква дека веќе почнувале да се случуваат и чуда, сведочат тие самите за тоа и благодарни сме на Бога што ни ги дарил овие светители, што ни дарил вакви личности кои што ќе зајакнат верата и единството на овој народ, затоа што, како што кажа нашиот високопреосвештен митрополит Петар на својата беседа, ако немаме црква, немаме ни држава. Така е. Ваше високопреосвештенство и оче игумене на ова света обител, дозволете ми од името на браќата архиереи, свештенослужители, поканети гости, жители на селото Слепче и дојдени од сите страни на Македонија, да заблагодариме за ова денешна радост. Дојдовме да се поклониме пред големата, пред незаменливата, ќе речам, жртва што може да ја направи еден човек овде на земјата. И ќе подсетам, во целата човечка историја, од старозаветните праведници богоугодници, кои го очекувале Спасителот на светот да дојде, и потоа до денешниот славеник, свештеномаченикот Кипријан, сите тие кои што живееле за Бога, останале вечно да живеат. Светите старозаветни книги спомнуваат безбројни личности, а од Христа пак наваму преполне календарот од имињата на оние подвижници, исповедници, од оние кои своите животи и се што имале дале за Бога, но да останат и да живеат вечно. Денешниот славеник Кипријан и сите оние кои што Светата Црква ги спомнува овде на земјата, но и оние безбројните, многобројните горе на небото, се сведоци за тоа. Ние треба да му заблагодариме и да му благодариме на Бога што и од нашата земја и од нашиот род и по нашата земја и меѓу нашиот род живееле такви личности кои своите животи ги дале за вечниот живот, ги дале за Бога. Од апостолот Павле, по света Лидија, прво покрстената, па светите 15 ивриополски свештеномаченици, до богоугодниот цар Јустинијан, светите браќа Кирил и Методи и нивните ученици Климент и Наум, па светите преподобни, пустиножителни отци, па и еве во годиниве последни да прославиме од Бога прославени новомаченици, Пречистанските Тројца и Битолските 40 новомаченици, заеве Господ да не удостои денес да го прославиме овде на земјата на веќе прославениот во Небесната Црква свештеномаченикот Кипријан. Нека му е вечен споменот и во земната и во Небесната Црква. Амин. Христос воскресе за многу години. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Ваше блаженство, Ваше високи преосвещенства, Ваше преосвещение. Овој прекрасен крај се собравме денеска да се поклониме на изгорените мошти, на моштите кои ги гореле агарјаните, на денешниот наш славеник, кој го пишавме во диптихот на светиите, во нашата света македонска православна црква.
и ова наша света македонска земја, драги мои, која секоја педа е потопена со маченичка македонска крв, не собира и во 21. век да се подсетиме на страдањата на нашите дедовци, прадедовци, баби, прабаби и на сите оние кои ги положија животите за денеска ние слободно, но велам слободно под наводници, затоа што македонскиот народ и денеска страда, понижење, затоа што сите околу нас сакаат први да ни го земат името, да ни ја укинат унитарноста, независноста, да направат од нас луѓе без кичма, луѓе кои немаат достоинство. Но затоа Светата Македонска црква постојано коленичи со верниците и го моли Господа Бога Спасителот наш Исус Христос, кој е заштитник на оваа наша света македонска земја, и ја чува и пази од сите зла и сите неволи. Затоа црквата, драги мои, ве повикува на единство, да се сплоти македонскиот човек, да се сплоти македонскиот народ и да бидеме една душа, едно тело, едно срце и да имаме една мисла. Ве моли црквата, драги мои, да се соединеме и заеднички да настапиме и злото кое е навлезено во црквата, во државата и секаде околу нас да го тргнеме. А ние тоа, архиереите, свештенството и верниот народ, го правиме со молитва пред иконите на нашата Мајка Божја Богородица, која е заштитничка на целиот македонски род и на целата македонска земја и на сите наши македонски светители. Појдете и поклонете се и со ваши очи, видете ги моштите, изгорените мошти од агалјаните на нашиот денешен славени. И самите донесете заклучок како треба ние македонците да живееме на овие македонски простори. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Го слушнавме инспиративниот говор на митрополитот Повардарски господин Агатангел. Значи, после овие Христос, нашиот вистински Бог воскресно од мртвите, по молитвите на неговата пречиста мајка, по молитвите на светиот свештеномаченик Персиски и на светиот свештеномаченик Кипријан, чиј спомен им празнуваме, и на сите свети, да не помилува и спаси, како благ и човеколюбец. Христос воскресе из мертви, смертию смерт поправ, и суштим во гробје живот. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Нека ни е вечен овој ден. Македонската православна црква со 3 нови канонизации во оваа јубилејна година создава нова епоха со својот летопис. Знаеме дека се што е соединето со Бога е спасено. Отец Горан, од какво значење се ваквите свечености за нашето македонско обединување и јакнење на духот? Колку овој чин може да не сплоти, да не сближи, да не поттикне да станеме подобри верници и подобри луѓе? Значи, има една голема вистина која што често се спомнува во црквата, а тоа е дека споделената тага се намалува, споделената радост се зголемува. Денеска присуствувавме на еден радосен чин на прославувањето на светиот Кипријан Слепченски, на неговото обројување
во диптихот на светиите на Светата православна црква. И тоа е чин кој што обединува. Значи ги слушнавме инспиративните обраќања и на неговото блаженство. Претходно ја слушнавме беседата на митрополитот Петар во храмот и сега за на крај да го слушниме митрополитот Агатангел, кој што повикува на единството на македонскиот народ, кое што е неопходно во вакви моменти, во вакви денови. Неопходно е секогаш, а не повеќе сега. Значи, ние мораме да бидеме свесни. Значи, претходното обраќање моје го завршив со зборовите дека ние ако немаме црква, нема да имаме ни држава. Значи, за оние кои што се прашуваат што сакам да кажам, ние знаеме, еве малце да се обрнеме на една работа. Ако имаме три столбови на власта, значи ја имаме законодавната, ја имаме извршната и ја имаме судската власт. Четвртиот столб на една држава, да знаете, духовната власт, а тоа е во нашиот случај Светата Македонска православна црква Охридска архиепископија. Отец Горан, ви благодарам за исцрпните коментари и теолошки објаснувања, што бевте наш гостин. Ви благодарам за поканата, ви благодарам што бевте денес гости на Преспанско-Пелагониската епархија во манастирот Свети Јован Претеча во Слепче и ве поздравувам и вас и нашите гледачи со поздравот Христос Воскресна. Вистина воскресна. Почитувани гледачи, после овој чин, убавата природа и духовниот центар во манастирот добиваат уште една подлабока димензија, а Македонија доби место кое е предизвик за сите духовни трагачи. Ви посакуваме убав неделен ден. Поздрав од екипата на Македонската телевизија која го реализираше овој пренос.